почитувано раководство на Министерството за внатрешни работи, почитуван началник на единицата за интервентна полиција, господин Несторовски, почитуван заменик директор на Бирото за јавна безбедност, началник на одделот за специјални полициски операции, почитувани представници на армијата на Република Северна Македонија, драги и ценети припадници на единицата за интервентна полиција, почитувани колеги и ценети представници на медиумите. Дозволете ми да го изразам своето задоволство, што ја имам можноста да бидам дел од овој убав настан, од посебно значење пред се за единицата за интервентна полиција при секторот за внатрешни работи Скопје, односно на сите нејзини припадници, а тоа е денот на нејзиното формирање. Задоволството е уште поголемо со укажаната чест да ве поздравам и да го честитам овој ден. Би започнал со изложување на неколку важни факти за единицата. Нејзиното значајно место и улогата во системот на работење на најголемиот сектор за внатрешни работи, СВР Скопје, но и интегративно од аспект на Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи. Она што е целосно неспорно и апсолутно евидентно е дека формирањето на единицата за интервентна полиција во изминативе 4 години од нејзиното постоење целосно ја оправда својата замислена цел и секако намена. А тоа е мобилност во оперативното постапување, со широк опфат, со одлична координација со другите полициски сили и висока професионалност, со цел поголема функционалност на целиот безбедносно-полициски систем на подрачјето на главниот град. Како во насока на спроведување на законите на сите нивоа, така и на планираните проекции, цели и планови на секторот за внатрешни работи Скопје. Иако секој почеток е тежок, сепак само прегорот, решителноста, професионалноста и најмногу се патриотизмот на многуте полициски службеници дадоа и даваат исклучителни резултати. Скопје е денес побезбеден град, од порано и граѓаните слободно и безбедно ја остваруваат својата цел и планови во мирна и безбедна средина. Тука би сакал да се заблагодарам на сите полициски службеници и водачите на единицата од самиот почеток до денес. Најпрофесионално, уште од самиот почеток, единицата за интервентна полиција брзо и успешно имплементираше свое структурно приспособување според сите стандарди на истородни полициски формации, дефинирајќи ја својата оперативност и функционалност како еден од главните сегменти во организационата структура на СВР Скопје. Таквото нејзино правилно позиционирање и резултати ја оправдаа одлуката за нејзино формирање и дополнително укажуваат на неопходност од понатамошно вложување и модернизација, надградување на нејзините капацитети за идно континуирано справување со сите облици на криминалното делување. Сите аналитичко-статистички податоци за активностите на единицата за интервентна полиција и сите многустрани и сложени активности во разните сфери на справување со сите видови на криминал укажуваат на голем капацитет и перформанси во соочување и справување со криминалот на подрачјето на град Скопје. За да доловам, ќе ги споменам само обемот на разновидни контролни и други оперативни активности на припадниците на единицата оваа година, кои досега во опсек на конкретни поединечни постапувања се над 51.000 постапувања. Со ова станува јасно дека единицата во целост е посветена на исполнување на својот дел од примарната задача на полицијата и Министерството, а тоа е безбедноста и сигурноста на секој граѓанин. Впрочем, и нивното неформално мото е додека добрите луѓе мирно спијат, за нивната безбедност се грижиме ние. Пред да завршам, сакам да одадам признание на сите припадници на единицата, на раководството на единицата и секако на раководството на СВР Скопје. Затоа што се соочуваат
со најголемите и најбројни предизвици токму во главниот град и најважно успеваат да ги постигнат резултатите и да ги остварат целите. Морам денеска да ги спомнам и првиот началник на единицата Примислав Димовски, тогашниот началник на секторот за внатрешни работи во Скопје Тони Јакимовски и секако директорот на Бирото за јавна безбедност, како тим кој што одлучи за потребата да се формира оваа единица. И денеска сум горд што одлуката е исправна, оправдана и многу потребна заради безбедноста токму на главниот град. На крајот сакам уште еднаш да ви го честитам денот на формирањето на единицата во свое име, во име на сите колеги во рамките на Бирото за јавна безбедност и Министерството за внатрешни работи, на сите припадници на единицата за интервентна полиција, да посакам многу здравје, одлични резултати, успех на професионален и личен план и висок степен на интегритет, што е најважно за работа на полициската служба. И воедно на сите присутни и на сите припадници на единицата, да посакам многу здравје, лична и семена среќа во новата 2024 година, да одбележуваме уште многу јубилеи и да бидеме сведоци на уште многу добри резултати и победи. Благодарам.